Во тишина и длабока тага, со света архиерейска литургија и општ парастос за упокоените млади луѓе, кои ги загубија животите во дискотеката Пулс, утрово во соборниот храм Свети Великомаченик Георги во Кочани, започна одбележувањето на годишнината од трагичниот пожар што ја потресе целата држава. На богослужбата присуствуваа семејства на загинатите, повредени од несреќата, како и граѓани, кои дојдоа да им оддадат почит на прерано згаснатите животи. Со верските обреди чиноначелствуваше поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, и митрополитот на Брегалничката епархија, господин Иларион. Во своето обраќање архиепископот Охридски Македонски рече дека болката по загубата е огромна, особено кога згаснуваат млади животи. Тој потсети дека и Пресвета Богородица, како мајка, почувствувала длабока тага, гледајќи го страдањето на своето чедо. Но верата учи дека смртта не е крај, туку премин во вечноста. И треба да сме благодарни што ни беа дадени, како и ние што сме им биле дадени на нашите родители. Затоа и разбирливо е што ниту времето не ја намалува и не ја отстранува тагата од ненадоместливата загуба. Нашите мили во Господа, нашите прерано заминати деца, браќа, сестри, внуци, роднини, пријатели, за секогаш ќе ни недостасуваат. И тоа чувство е природно, но покрај нашата тага треба да се надеваме дека оние кои што починале во Христа ќе бидат вечно со Него. Во Кочани животот се мери пред и по трагедијата. Градот продолжува да живее, но тагата и споменот за прерано згаснатите млади животи остануваат длабоко присутни меѓу граѓаните. Тешко е. Несреќата тука до мен се случи. Дали е на мое дете, дали е на другарче, дали некој, на секој е проблем. Длабоки рани остана по семејството, по се. И сега ги сваќам родителите дека додека се живи нема да ги забрават децата. Со низа настани во Кочани се одбележува годишнината од трагедијата во дискотеката Пулс, во која животот го загубија 63 млади луѓе, а над 200 беа повредени. Утре градот ќе им оддаде почит на сите здравствени работници и граѓани, кои во најтешките моменти покажаа голема хуманост и пожртвуваност. Во понеделник во градскиот парк ќе бидат поставени 63 бели столчиња, а точно во времето кога се случи несреќата ќе им биде оддадена почит на загинатите пред дискотеката. Одбележување во чест на жртвите има во Штип, Виница и Пробиштип.